тоа е таа група на културни работници. Зашто се секират главно нашите министри да им обезбедат плати на овие луѓе? Да. Второстепено прашање е прашање на производството на уметнички дела, вредности, така натаму. Ја не го разбирам тој систем. Океј, луѓето земат плата, не мора да работат ништо. Битно е, прво е најважно да земат плата, па после ќе видиме дали нешто. Извинете што ќе ве прекинам. Значи, јас работев во таква институција, национална, 20 на години, како историчар на уметност, односно како кустос. Последните 10 години јас не смеев да излезам од канцеларија. Имавме наредба од директорката. Каде тоа? Во Национална галерија на Македонија. Да. Имавме наредба, нема вие што да излагувате од тука, има да седите од 8 или од 9 до 5 на работа. Па нема ќе правите трошкови. Ама јас што да правам таму да седам? Не е мојата работа да седам во канцеларија. Ако јас не поедам во денот, барем кај еден уметник да видам што прави, како прави. Утре не можам да и понудам на таа директорка програма. Значи, некомпетентните луѓе, неуките луѓе, кои ќе ги поставите на раководно место, ќе ви направат хаос во институција. А претпоставам дека вашите колеги поголем дел и биле среќни по. Океј. Апсолутно, па да. Супер кафе, биле, мафе. Биле. Се согласувам дека биле. Иако не сите, мора да, зашто има некои работи кои се врзани со контакт со луѓе. Не можете вие да го држите внатре да седи 8 часа и што да прави внатре. И нормално тој не размислува понатаму за ништо друго, размислува платата кога ќе стигне и дали ќе стигне и дали ќе му ја покачат. Имаме многу празни одови, имаме механизми кои што не влечат назад, голем број проблеми на кои што никој не работи.